Прв пат се сретнал со радиото како медиум уште во студентските денови и оттогаш ја почувствувал неговата магија. Гласот на Небојша Карапеовски долги години го слуша публиката од Полошкиот регион, на веќе добро познатото и слушано Плюс Форте радио. 13 февруари се одбележува како Светски ден на радиото. Карапеовски вели дека има голема разлика од неговите почетоци до сегашно време, кај овој прв електронски медиум. Променете процесот на продукција, но факт е дека радиото произведува квалитетен кадар. Радиото е математика и фантазија. И илузија. Многу можеш да се навлечеш на него, предпоставljam дека и ти знаеш. Значи, радиото треба да создадеш слика со говор. И затоа новинарите што произлегле од радио, да ми извина овие што директно отишле на телевизија, се многу подобри новинари у третиот елемент. Значи да го осмислиш, да го напишеш и да го кажеш. Секоја секунда е испланирана, вели Небојша. Освен тоа, додава дека радиото се доживува како друштво. Ако радиото порано беше музика, сега нели нормално можеш на YouTube да си наредиш песме и ќе си ги слушаш. Меѓутоа, радиото има момент на изненадување. Тоа ти што ќе го чуеш на YouTube, тоа си го испланирал и моментот на изненадување го немаш. На радио ќе те изненада со некоја песма што тебе ти значи, што не си ја слушнал многу време, што кој си ја редел YouTube листата, не си сетил на неа. И покрај големото влијание на овој медиум, Карапеовски вели дека во овие времиња магија е да се опстои. Перспектива за да преживи има. Ама заинтересираноста на клиентите е многу помала од тоа што беше, иако има некој тренд сега на зголемување, многу тешко да се опстои. Многу тешко да се опстои, посебно у ваква средина у која што функционира, тоа важи за телевизијата. Не знам зошто, знаеш, на некои луѓе кои им кажав, кои се современици на ова радио, им беше многу тешко дека нешто со кое што растеле, со кое што доживеале вакви и такви моменти у животот, може виши да го нема. И наидовме на поддршка од луѓево дека нешто вакво треба да продолжи да опстане. Голем број квалитетни новинари произлегле од овој медиум. Иако работел и како телевизиски новинар, Карапеовски вели дека секогаш му се враќал на радиото. Тој смета дека и радиото и телевизијата како медиуми ќе продолжат да постојат на локално ниво, но сепак тврди дека заинтересираноста на луѓето да се занимаваат со оваа професија е на ниско ниво. Многу ќе ми биде криво, многу е вложено у знаење и у овие медиум и у телевизискиот претходен медиум, и многу ќе ми биде жал ако не можем тоа да го пренесем на некој, ако ништо друго, баре да се направи уште една генерација на луѓе што ќе продолжат или радио или телевизија.